Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Веќе и првата половина од март месец заврши од 7535-тото македонско лето господово. Вечерва, почитувани слушатели, ќе дадеме прилог за празникот 40 младенци, што е идната недела. Повторно ќе одиме со Македонија низ историјата, рубриката Жена, мајка и дом и последните минути со мојот коментар на неделата, а бидејќи нема некои интересни вести од Македонија, затоа пак тие минути ќе ги препуштиме на македонската песна. Па, ајде да ја заиграме ова наша вечерашна емисија. Мирна реко ти вко течеш и ми носиш тажен спомен. Кај се тие сини очи, болка в срце ми се точи. Кај се тие сини очи, болка в срце ми се точи. Чудна жена беше Вера, се кај неа пак ме тера. Мирна реко, така е, мојот живот мака е. Чудна жена беше Вера, се кај неа пак ме тера. Мирна реко, така е, мојот живот мака е. Јас со неа овде шетам и галаби бели гледам. Мирна реко, кажи ми, кај ги носиш тие дни? Мирна реко, кажи ми, кај ги носиш тие дни? Чудна жена беше Вера, се кај неа пак ме тера. Мирна реко, така е, мојот живот мака е. Чудна жена беше Вера, се кај неа пак ме
мака е, мојот живот мака е. А сега да одиме со прилогот за 40-те младенци. Житијата на 40-те маченици или младенци, како и повеќето народни преданија за нив, меѓусебно малку се разликуваат, но во сите се зборува дека 40-те војници од Севастија маченички загинале, не откажувајќи се од христијанската вера. Во 320-та година 40 војници од еден полк во Севастија ја одбиле наредбата да се поклонат пред римските идоли и да им принесат жртви. Кога наредбата изјавиле дека тоа го прават бидејќи веруваат во Исуса Христа, најпрвин биле повикани кај градоначалникот и биле убедувани да се откажат од христијанството и да му се вратат на идопокленството. А кога тоа го одбиле, биле затворени, мачени и изведени пред суд. Биле осудени цела ноќ да стојат во вода што смрзнува. Во близината имало бања со топла вода, а на војниците им било речено дека ако некој се предомисли и се откаже од Исуса Христа, да појде во бањата, каде што го чекат топлата вода и вкусни гозби. Но момчињата храбро ги издржале страдањата, молејќи се на Исуса и меѓусебно храбрејќи се. Само еден од нив, не можејќи да издржи во водата што смрзнувала тајно, го напуштил базенот и се упатил кон бањата, но на самиот влез во неа починал. Ноќта сите стражари заспале, само еден останал буден. Во еден момент тој забележал светли венци над главите на војниците и бидејќи бил христијанин, веднаш влегол во водата, молејќи го Бога и нему да му даде таков венец. И навистина, набргу над сопствената глава забележал истаков венец. Утрото замрзнатите војници ги натовариле на кола и ги одвеле надвор од градот, каде што ги запалиле. Инаку, долгогодишна традиција во празнувањето на овој ден имаат и битолчани кои ја посетуваат црквата Свети 40 севастиски маченици. Црквата била подигната пред 150 години на местото каде постоел некогашниот манастир Свети Атанасије, а ова локација битолчани ја нарекуваат Кркрдаш. Од генерација на генерација се пренесува дека кога турскиот аскер го освојувал градот Битола, калуѓерите од манастирот пружиле жесток отпор, борејќи се на тој начин што во едната рака носеле крст, а во другата меч. Според верувањата, црквата е изградена точно до големиот бел камен каде биле убиени 40 маченици. Каменот и денес е неделив дел од црквата. Прилепен е однадвор на еден од зидовите, па тука верниците палат свеќи. Од другата страна на зидот внатре во црквата направено е посебно место со икони и кандила, а тече и лековита вода. Во чест на овие 40 калуѓери кои загинале во битката, подигнат е манастирот Свети 40 маченици. Македонската православна црква денеска го празнува споменот на 40-те маченици секоја година, така и внедела во Севастија младенци кои маченички загинале за Христовата вера. Како што реков, во 320-та година за време на владењето на императорот Ликини, тие го прифатиле христијанството и покрај тоа што било најстрого забрането. Како казна, сите 40 војници биле погубени. Црквата посочува дека сопружниците треба да бидат верни еден на друг, исто како што паднатите војници му биле верни на Христа, но и на фактот дека љубовта меѓу сопружниците треба да надминува секакво искушение. Па сите оние кои го слават или кои им е имен ден на младенците, нека им е честит и вечен.
Радио Час од Глас од Македонија и сега ја бара вашата поддршка финансиска за да и понатаму продолжи да се емитува оваа најстара радиопрограма во иселеништвото. Телефонот ни е 647-780-6549 или 416-691-7184. Сите вие пак кои планирате да ја посетите нашата татковина Македонија, имаме покрај Скопје, имаме летови и за Охрид, исто така Солун, Софија, Белград, Загреб, Тирана и така натаму. Телефонот ни е 647-780-6549. Леринското друштво со председателката Мери Уто и нејзината управа и ова година не заборави да го одбележат денот на мајката Mother's Day во знак на респект према мајките. На 3 мај во големата сала на црквата Свети Климент Охридски од 1 часот попладне со богат ручек кој чини $60 за возрастни, а за деца до 12 години $25. За резервации јавете се до председателката Мери Уто на телефон 416 400 5475 или Джим Мангос на 647-333-8052. Вимпис ресторант е синџир на ресторанти во многу места во Онтарио, кои со нивното богато јадење, како хамбурги, риба, шишкеба, фиш and чипс, разни видови салати, се вбројуваат во едни од најдобрите, најквалитетните ресторанти. Не случајно Вимпис е и едно од најпознатите имиња на ресторанти. Не чекајте, јавете се на 416-269-4679. 269-4679.
9. Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага со 3 модерно премени сали за вашите фамилиарни веселби. Јавете се на 416-421-7451. Секој четврток повелете на заедничкиот ручек од 12 часот на пладне, а секоја недела на заедничката богослужба од 10 часот утрото. И Македонската православна црква Света недела од Ејџек се располага со удобна сала за вашите крштевки, родендени или помали свадби. Секој вторник повелете на заеднички ручек од 12 часот напладне, каде председателот на пензионерското друштво Мајкожовски срдечно ве дочекува, а пак секој четврток на македонското оро и песна. Секоја недела пак, како и Свети Климент Охридски, повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 905-431-4944. Уште една наша македонска православна црква во градот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки и слично, со нивниот сервис и добро подготвеното јадење. Затоа пак секоја недела дојдете на заедничката богослужба. Телефонот е 905-387-0111. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Повторно одиме со Македонија низ историјата. Да чуеме. Сепак, се уште имало уште една тенка надеж за спас на династијата. Уште од 323-та стара ера, во градот Пергам живеел Херакле, вонбрачниот син на Александар Велики, кој веќе имал 17 години. Полиперхонт решил да истапи како негов заштитник и со тоа да го исфрли Касандар од Македонија. Неговиот сојузник Антигон немал ништо против, па момчето, придружено од војската на Полиперхонт, тргнало на пат кон Македонија. Касандар ги пресретнал во областа Тимфаја, но ниту тој, ниту Полиперхонт не сакале да ризикуваат крвав судир, туку постигнале меѓусебен договор, а младиот Херакле бил убиен. Касандар конечно успеал да ја сотре лозата на Александар Велики. Откако Антигон не успеал да го совлада Селевк, на сите им било јасно дека овој неуморен државник, надарен со бескрајна енергија, ќе се обиде да ја надокнади загубата со победа над некој од другите непријатели. Не се знаело само кој ќе се најде прв на удар. Изгледа дека Антигон решил најпрвен да раскрсти со Касандар, а за таа цел прво требало да се воспостават цврсти бази во Хелада. Тамошната состојба им погодувала на неговите планови и не само што се зголемила популарноста на Антигон и Деметрий, туку се јавиле и првите реакции против посадите и соработниците на Касандар. Се дури Касандар се соочувал само со локалното незадоволство, состојбата не била критична. Но Деметрий, кој пловел низ Егеот со голема флота, успеал да влезе во Пирејското пристаниште. Младиот Деметрий веднаш објавил дека доаѓа за да ја ослободи Атина од Касандар. Ова предизвикало воодушевување, пошто управникот на Касандар го напуштил градот, а Деметрий влегол во Атина. Во знак на благодарност, атињаните им доделиле на Антигон и Деметрий такви почести, што нивните предци веројатно би се згрозиле од нивната екстравагантност и претераност. Откако Деметрий успеал да ја освои и Мегара, состојбата ескалирала. Но за среќа на Касандар, веќе следната година Антигон го повикал Деметрий да се врати во Азија. Стариот војсководец решил да го нападне Кипар, кој бил под власт на Птолемај од Египет. Деметрий ја презал новата флота што ја подготвил Антигон, се префрлил на островот и почнал да го опсадува градот Саламина. Птолемај со својата флота дошол да му помогне на градот. Деметрий сега добил прилика да се одмазди за поразот кај Газа.
Под градските ѕидини почнала најголемата поморска битка во хеленистичкиот период. Птолемај претрпел катастрофа и одвај спасил жива глава, а островот и целата војска минале на страната на Антигон. Антигон едноокиот се нашол на врвот на својата моќ и слава. Се чинело дека е само прашање на време кога ќе успее да се пресмете и со другите дијадоси. Веднаш по битката кај кипарска Саламина тој се прогласил за крал, а истата титула му ја доделил и на својот син. За да ја покажат својата независност и моќ, и другите дијадоси се прогласиле за кралеви. Но сите тие, освен Антигон и Деметрий, посакувале само дел од големото кралство. Со овој настан дефинитивно завршило распарчувањето на државата на Александар. Looking to build a chatbot for your website? Продолжуваме со рубриката Жена, мајка и дом.
Овој пат, за да ги отстраниме, како што реков, самите бактерии, одиме на четвртата зона, препоните или просторот, би рекла, на долниот дел од телото, односно стомакот. Тоа е место каде поминуваат важни крвни вени, живците, ливните вени, да ги наречам, кои се од клучна важност за да се движиме. На местото каде стомакот се спојува со градниот кош, игра важна улога, а ние го занемаруваме, иако таму со потта, влагата се множат бактериите, а тоа доведува до хронично заболување, инфекција и други болести. Осеќаме сврбеш, односно нечеша на тоа место. Исто така секундарно пецкање или дупеш, би рекла, исто болка што не можеме понекогаш и да се движиме. Дури сето тоа се пренесува и на плешката каде чувствуваме болка, а и тежина на самото тело. Со ова се намалува нашата енергија и слабење на коските. Овде треба да се обрне големо внимание не само кога се тушираме, туку и секојдневно миење со мека четка или сунгер, за да се отворат порите, а потоа убаво да се избрише, да се исуши местото. Тоа беше четвртата зона, како да се отстранат самите бактерии од телото. Постои надеж, љубов јас да те наречам. Долго срце ми крадеш, а никако да се предадеш. Ти си моја црна, шума е душава. Цела ноќ бегаш и пред зори заспиваш. Усни на усни, тивка музика, рацево коси, колку си убава. Очи во очи, рај во душата, срце во срце, сакај ме најмила. Прв пат сонувам буден, одамни според звездено. Ти си безкрајно моја, царство си љубовно. Тука нема време, луѓе и правила. Тука сме ние на чекор од вечноста. Усни на усни, тивка музика, рацево коси, колку си убава. Очи во очи, рај во душата, срце во срце, сакај ме најмила. Усни на усни, тивка музика, рацево коси, колку си убава. Срце во срце, сакај ме најмила. А сега да одиме со мојот коментар на неделата. Еден новинар пишува вака: кога фактите не ти одат во прилог, измисли приказна. Кога приказната ќе почне да ти се распаѓа, повторувај уште погласно. А кога ќе се појават доказите дека си лажел, почни да глумиш дека ништо не се случило.
Да ги оставиме во моментов некои од македонските политичари што го прават тоа, туку да одиме надвор од Републиката. Со осамостојувањето на Република Македонија, Обединетите нации го убедува Глигоров дека привремената референца поранешна Југословенска Република Македонија или БРМ ќе биде за 3 месеци, само да не биде под уставното име Република Македонија, иако по неколку години името на Југославија го снема со одвојувањето на Црна Гора, а таа поранешна Југословенска се уште постоеше. Дури на Глигоров, тогашниот председател на Грција, му понуди на Глигоров $300 милиони со голема и то храброст, а према мене идиотизам, иако очевидно беше дека западните држави го поддржуваат. Мислам, во тоа време беше Самарас или Косијас, некој од нив. Али Глигоров веднаш одби и не сакаше повеќе да разговара, што подоцна тој наш председател Глигоров беше жртва за стратегијата на Западот да ја поделат Македонија помеѓу Албанија и Бугарија, односно со атентатот извршен врз него и со помош на мултигрупата, односно бугарско-албанската мафија и екстремисти, љубители на Љупчо Георгиевски. А тука покрај ова шпекулација се спомнуваат тројца неразделливи и ден денес. Едниот политичар, другиот бизнисмен, а третиот прво беше министер, а потоа амбасадор во една европска земја. Втор лажливец е НАТО. Работеше само и само да влезе во Македонија, а ништо не допринесе за државата, ниту мрдна со прст, барем да не признаеше со уставното име тоа НАТО. А наместо тоа, 2001 година, сведоци сме на натовските генерали во пензија, кои дојдоа да војуваат против нас, македонците, а беа на страната на албанците, кој беше смислен проект. Тогаш начело со Солана Борис Трајковски ги исполнуваше сите негови задачи што Солана му ги укажуваше, за да албанското малцинство наводно кое не ги уживало националните права, затоа и ја измислија војната, за да потоа Трајковски, Георгиевски со двајца представници од двете албански партии во Република Македонија и Црвенковски, кој тогаш беше опозиција, седнаа да потпишат некаков си рамковен договор, каде Али Ахмети, Тала Џафери, па и сегашните албански партии во Република Македонија, иако ги уживаат повеќе од што треба сите права, сакат преку лебот погача, така да речам. Третиот лажов за кој важи она што не на самиот почеток кажав, што напишал новинарот, кој може да биде, ако не друго, не демократската Европска Унија или би рекла нацистичка Европска Унија. Да спомнеме само колку пати аплициравме за да влеземе во таа проклета Европска Унија и никогаш не успеавме. Секогаш чекавме пред прагот на вратата и се уште чекаме, односно сега сме подалеку од вратата, што просто се чудам со сите досегашни македонски влади кои се уште се надеваат на тие европски мајстори на лагата. Наводно наоѓаат некој изговор како корупција, криминал и слично, како нивна легитимна алатка, иако речиси сите тие во таа Европска Унија, па и во секоја држава во светот има корупција, криминал. Но, просто речено, окото го фрлиле врз Македонија или просто кажано, нивната стратегија е да не постои Македонија и македонската нација со се што е македонско. За нивна несреќа, сите лаги, посебно на Германија, која во втората половина на 19. век со формирање на држава составена од африканци, Грција, кои дојдоа од Африка, исто како и со формирањето на татарската Бугарија, без да прашаат, насила ни одзедоа се што е наше македонско од древна и средновековна Македонија, за да денес не направат како најмлада држава во светот, додавајќи ни ја придавката Северна. Може би и Мицковски и Давкова сакат да изигруваат дипломати, па се користат со така наречената дипломатија, иако и самите знаат дека Европската Унија, НАТО, Америка ни се нашите гробари на македонизмот. Ова е моje мислење. Но
Среќна сум што најголемиот дел од македонскиот народ се освести, сваќајќи дека Европската унија е една висока железна врата, која никогаш нема да се отвори за Македонија, зашто и таа, и НАТО, и Америка ја деградираат македонската држава. А во најбрзо време да очекуваме и да пропадне, да се уништи таа Европска унија. Доаѓаат некои пратеници или не знам какви врагови да ни солат памет, божем тие се најпаметните, иако можат нас на македонците да ни носат само вода, ништо друго. А нивното доаѓање е во приход зашто користат голем хонорар, а нам нивната лага кои како алатка ја користат за да не турнат во негативна насока, нека простат, можеби полека, но дефинитивно им ќе паѓаат во вода, зашто она што го планираат да направат исто како што и во Украина, нема да им успее. Титаникот нивни пропаѓа. Посебно сега со воениот конфликт врз Иран, очевидно е дека Западот не само што уништува стари цивилизации, туку кога не можат да користат од државите како што е сега било злато, нафта во Иран и така натаму, тогаш измислуваат некакви си терористи во тие држави, заплашувајќи го, односно да го запалат фитилот, па би рекла и да дојде до бунт. Светот веќе ја разбра која е вистината, а со тоа и го виде лажливецот, односно ги виде сите лажливци за да го освојат светот. И Александар Македонски го освои светот, но никогаш немаше робови. Исто така и освоените држави што тој ги имаше земено, ништо не им забрани на нив, туку ги остави и понатаму да ја негуваат нивната култура, традиција, јазик и така натаму. Исто така Советскиот сојуз беа многу држави во неа, во тој Советски сојуз, но и тие со својот јазик, историја, култура, обичаи си живеа во своите земји. Што се случува во овој 21 век? Зарем треба да бидеме робови за да 5 до 6 фамилии на чело со Рокшилд фамилијата го кројат светот, дизајнери која држава да се уништи, а некаква си нова да се појави. За ваша информација да ве подсетам како и пред 2 до 3 години што кажав, ова длабока држава има 3 важни места за да го управуваат светот. Едното гнездо или едната канцеларија, да речам, тоа е на религијата, без разлика која вера е, дали е христијанска или е муслиманска, будистичка и така натаму, тоа е во Ватикан. Второто гнездо е на економијата во Лондон, каде се наоѓаат речиси сите мафии од светот, меѓу кои албанската, колумбиската, италијанската, кинеската и така натаму, кои им даваат огромни пари на длабоката држава, за да нивните услови пак од мафиите, од тие мафии бидат исполнети се што ќе побарат да им се исполни. И третото гнездо е на политиката во Вашингтон. Но верували или не, после Иран ќе се проба да се дојде на Балканот. Иако Ердоган му испрати 200 дронови на Косово против Србија, а Хрватска и Албанија стана сојузници на Косово, затоа пак Србија се снабди со голем број на најново оружје од Кина, за кое Европската унија испрати протестна нота до председателот Вучич, а тој отворено им рече дека никој не може да му каже што треба да прави во неговата држава Србија. А да спомнам и тоа дека Русија ја снабди Србија со најнови оружја пред неколку години, а исто така тенкови, беспилотни авиони и така натаму. Верувам дека Мицковски и Давкова ќе размислат подлабоко и ќе се свртат кон својот народ Русија. Ако како што некои противници велат дека не чини Русија, па што сторивме ние за нив за да тие нам ни помогнат. Кога беше председател Ѓорѓе Иванов при посетата во Русија за денот на победата над фашизмот во мај месец во 2019 година, кога му се рече во септември од страна на Русија, односно Путин, во септември во Обединетите нации кога ќе оди да им каже на присутните во Њујорк дека не го признава Преспанскиот договор, а ќе има голема поддршка. Иванов тоа не го направи. И кој е крив? Но едно ќе речам, Русија, како што некои велат, не ни помага,
Во ред, нека биде така, но Русија нема да не уништи нас како што прави дивиот Запад, туку пак ќе застане на наша страна. Исто така, дали сте виделе или прочитале што прави рускиот амбасадор во Скопје? На сите наши историски празници национални се јавува зборувајќи на македонски, а пред гробот на Гоце Делчев клекна на колена поклонувајќи се пред великанот. Драги мои македонци, многу сум зборувала, кажувала, дури некои велат, многу политика сум зборувала. Не, драги мои, нити се разбирам од политика, а најмалку пак посакувам да бидам политичар. Јас си го бранам македонството и затоа ги давам овие критики со факти врз секој еден злочинец на мојот македонски народ, историја, јазик и така натаму, не гледајќи на моите последици што ќе бидат. А како што знаете и на непомагањето на многу наши бизнисмени и индивидуалци, па и некои црковни управи, за кои подоцна ќе зборувам во мои наредни емисии, зашто очигледно работаат или не им ја гајле дали ќе постои или ќе згасне овој најстар македонски радиочас во иселеништвото. Иако ние требаше да имаме многу радиочасови, многу телевизиски часови, па дури и радиостаници, телевизиски станици, а исто и весници. Но јас, и што да стане, на YouTube ќе продолжам да го бранам македонското име, кој дефинитивно и при сите атаци мои, праќа и сестри, никогаш нема македонското име да загине. Се молам милно, Боже, јас за родот мој. Дај му сила да се врати на патот твој. Долго време скитаме без тебе во мрак. Подај рака, спаси не, Боже, дај ни знак. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог? Браќа, сестри, не плашете се. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог? И со него ние ќе победиме. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог? Браќа, сестри, не плашете се. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог? И со него ние ќе победиме. Чувај, Боже, наша вера православна. Чувај, Боже, земја рајска Македонија. Народе мој, глава крени, в небо погледај. Имај надеж, ке се спасиш, само верувај. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог? Браќа, сестри, не плашете се. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог? И со него ние ќе победиме. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог? Браќа, сестри, не плашете се. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог? И со него ние ќе победиме.
Зашто со нас е Бог, браќа, сестри, не плашете се. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог, и со него ние ќе победиме. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог, браќа, сестри, не плашете се. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог, и со него ние ќе победиме. И со него ние ќе победиме. Времето ни дозволува, еве имаме некои најнови вести, само што ги добивме, но во меѓувреме да спомнам дека водени од мотото никогаш повеќе група интелектуалци, меѓу кои Тоде Ивановски, 1924 до 2005, борец, ликовен уметник и педагог, учесник во февруарскиот поход, Владимир Точковски, исто така роден 25-та, а умре 94-та, професор Димитар Димитриовски, такец, од Битола, Лазо Каровски, македонски поет, професор во Битолската учителска школа и други поединци, организирани од Милош Константинов, одговорен уредник, посетуваат на 11 март 1943 година, денот на најголемиот геноцид извршен од страна на фашистичкиот бугарски, бе рекла, окупатор на евреите. 3013 битолски евреи жртви на фашизмот, а иначе отпечатен во 1958 година. Да чуеме и блиц вести. Ден пред посетата на председателката на Европската комисија, председателот на Словачка од Скопје испрати остри критики за Брисел. Пелегрини вели дека Европската унија прави голема грешка со Македонија, а со тоа ја ризикува и стабилноста на регионот и на Европа. Од владата очекуваат на утрешната средба со фон дер Лајен да бидат реафирмирани познатите позиции. Европската унија ризикува со процесот на проширување. Интеграцијата на Македонија не треба да се злоупотребува со политички спорови. Со ваква порака од Скопје, словачкиот председател Петер Пелегрини ја критикува Европската унија дека прави голема грешка со динамиката на проширување. Постојано се појавуваат нови услови и искрено ЕУ прави голема грешка, затоа што ЕУ не може да ја изгуби оваа динамика. Ако изгуби оваа динамика, тоа ќе биде затоа што се однесува како и порано. Пристапниот процес за вашата земја треба да се заснова само на исполнувањето на критериумите и ниту една земја не треба да го злоупотребува тоа и при тоа да го забавува вашиот процес на пристапување, што е речиси еден вид Ваквите пораки стигнуваат во пресрет на утрешната посета на шефицата на Европската комисија фон дер Лајен на Скопје. Македонската председателка Силјановска очекува конструктивни разговори, но на маса да се најде и прашањето со Бугарија, за кое вели Македонија има аргументи. Очекувам да се спомене и ова прашање. Ние од секогаш сме биле спремни да разговараме со аргументи. Ние од секогаш сме мислеле дека бугарскиот народ ни е близок. Бугарската држава била првата што не признала без никакви условувања, не случајно, значи, затоа јас понекогаш сум изненадена од сегашното политичко поведение. И владата очекува реафирмација на позициите дека наша стратешка цел останува членството на Европската унија. Нашата стратешка цел останува полноправно членство во рамките на Европската унија. Некако изминативе 25 години како полека да го изгубивме образот, чекорејќи по тој пат, и како малку да остане од тоа достоинство тој образ, чекорејќи кон тој пат. Се надевам дека ќе има испорака и од страна на Европската унија, за да малку барем го зачуваме образот пред да влеземе, затоа што со изгубен образ и достоинство ниту на нив нема да им вршиме работа, а оваа влада нема намера повеќе да губи од достоинството и образ. Освен со Силјановска Давкова, Пелегрини се сретна и со премиерот Мицкоски и председателот на Собранието Гаши, а се поклони и пред гробот на Гоце Делчев. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.
Пред посетата на Скопје, фон дер Лајен објави дека носи добри вести, ќе вклучат земјава во системот на така наречени фабрики за вештачка интелигенција. Што значи ова и како ќе функционира, да знаме од колегата Даниел Василев, го имаме во живо во вестите. Даниел, термин кој што многу често се користеше денеска на социјалните мрежи, фабрика за вештачка интелигенција. Што значи овој термин и како ќе функционира ова? Добар ден, Иван. Како и секоја фабрика, и ова би бил еден голем погон во кој наместо машини за производство ќе има графички картици кои потоа ќе работат на изготвување на јазичен модел, обработка на огромни количини на податоци или пак на создавање на веќе готови системи. Вакви AI фабрики има на секаде низ светот, особено низ западните држави. Главно ги поседуваат технолошките гиганти како што се Google, Apple, OpenAI и така натаму. Ова практично ќе значи дека Македонија се приклучува кон светските трендови со помош на Европската Унија, која и така е зад оние главни глобални актери во поглед на вештачката интелигенција, како што се Соединетите Американски држави и Кина. Со помош на европски пари, таква фабрика ќе биде изградена и тука во Македонија. Носител на проектот ќе биде факултетот Финки при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Сите детали за If you struggle with focus, this sound might change everything. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.